Неповторливо задоволство во мугрите на новиот ден. Звукот на божествената окарина одзвонуваше во камената тајна на Македонија. Даутовски го поздрави раѓањето на светлината на мегалитската обсерваторија стара 4000 години. Ако во раката држите клjuč кој што многу брзо ве пренесе или може толку брзо да ве пренесе низ времењата, тогаш многу разбирливо дека ќе посегнете токму по еден таков клjuč. Феноменот осветлување на престолот беше поздравен со музите на поезијата и музиката. Посетителите беа фасцинирани од глетката. Само во одреден период од годината, седејќи на Карпава, помеѓу камениве зданија се појавува сонцето. Оваа прекрасна гледка трае само неколку минути во мугрите. Со векови и милениуми, овој престол бил осветлуван во исто време и на исто место. Научниците сметаат дека овие карти, престоли, имаат свое значење, скалинада од вредности. Преку нив старите народи ги одредувале позициите на сонцето и месечината во текот на годината. За простор на кој се живеело и се посматрало во бронзеното време. Во бронзеното време, во кое време живееле или почнувале да се препознаваат племенските организации и народите кои што живееле наоколу. Македонскиот Стоунхендж потсети на паганските обреди од времето на неолитот. По теркот на многу религии, источни и западни, денот облеан во сонце се чествуваше во древното Кокино. Повторно новиот ден се роди во Кокино со звуците на мултиинструменталистот Даутовски. На оваа мегаломанска обсерваторија се славеше и рамноденицата, почетокот на летото.